На регионалниот надпревар во Куманово на тема наноматеријали и материјали на иднината, организиран од Технолошко-металуршкиот факултет и Министерството за образование и наука, учениците од Средното општинско училиште Ѓорче Петров во Крива Паланка го освоија третото место. По тој повод директорот Миле Милковски, горд на своите ученици за постигнатиот успех, им организира прием на кој посочи дека тие се подготвени за овој предизвик, иако станува збор за област која е новина во нивното образование. Нивниот ментор смета дека ова е одличен начин за доближување на природните и техничките науки до средношколците. Повелете, кажете ни што точно се случуваше во Куманово, на каков надпревар, зашто стануваше збор? Надпреварот во Куманово што се одржа, она е продолжеток од минатата година што беше нанотехнологија организирано од Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје. Минатата година направија истата екипа направи одличен успех, односно се пласира од 400 екипи некаде, влегува во првите 10 и земаа стипендии. Сега интересниот момент е што повторно се пласираат на државниот надпревар и ќе одат во Струга, така беше и лани, така претпоставувам и ова година ќе биде. Повторно организирано нели од Технолошко-металуршкиот факултет. Го повторуваат успехот и на некој начин прават континуитет, тоа што е интересно за нив, како пред се потврда за нив дека ги бива во тој дел, односно ова е надпревар од научно-популарен вид, значи не е само решавање на задачи, да се гледа она што го разбираат од тематиката наноматеријали, туку и начинот на кој се презентира. Значи во тој дел тие се потврдуваат и тоа е, претпоставам, голема потврда за нив дека успеваат на тој план. Што конкретно е тоа нанотехнологија, наноматеријали, што всушност представуваат? Нанотехнологија и наноматеријали, ова е, како да кажем, релативно нова гранка во науката, релативно нова, зема зама од 50-тите години наваму, меѓутоа и од порано се знаело теоретски дека може да направи своевиден бум во животот на луѓето, пред се во секојдневниот живот на луѓето. Тоа веќе доаѓа до израз во секојдневниот живот на луѓето, во медицината и пред медицината, индустријата и сите други гранки. Станува збор за многу мали материјали кои што се, ако беше порано микроелектроника, тоа е 10 на минус 6, ова е веќе нано со префикс 10 на минус 9, многу помали материјали. Тука пред се штеди на енергија, на ресурси. Станува збор за, например, златни честици кои што може да помогнат во медицината за лекување на некои болести или диагностицирање. И сега кога станува збор за злато, тоа знаеме дека е скапо, но меѓутоа ова е многу мали ресурси, 10 на минус 9, многу мали количини што воопшто не е скапо, да речем. Лани се запознаа со ова проблематика од науката, затоа што тоа не е во програма за изучување, затоа и популарна, затоа е нова. Лани се запознаа, веќе на тие лани што учествува, веќе им е позната проблематиката од нанотехнологија и проявуваат силен интерес. Гледам дека имат интереси да истражуваат понатаму. Колку време работеа на подготовка на проектот со кој што учествува на регионалниот надпревар во Куманово? Известувањето за надпреварот беше некаде 2013 во ноември, претпоставувам. Од тој момент сите екипи се подготвуваат. Прво требаше да направат проект кој ќе биде пратен во Word документ кој што ќе биде одобрен од Технолошко-металуршкиот факултет. Од кога ќе биде одобрен, тие прават презентации. Презентацијата не е само нафрлување на факти, меѓутоа нормално треба и да вежбат да го тоа испрезентираат онака како што бараат од комисијата што е формирана за надпревар. Од неколкуте тимови најуспешен беше проектот на тимот Теодора Спасовска и Давид Нунев, кои продолжуваат со државниот надпревар, кој ќе се одржи кон крајот на март во Струга. Имаше околу 20 тима, ние бевме едни од нив. Всушност се работи за надпревар од научно-популарен карактер, во кој влегуваат теми од физика, хемија, биологија и некои периферни предмети. Јас и Давид работевме тема нановлакна под инструкторство на професорот Ангел Чористовски. Тоа ни возможи да учествуваме сега на државниот надпревар кој ќе се одржи во Струга во март. Не само нановлакната, туку сите наноматеријали, нели тоа е и целта на надпреварот, наоѓаат широка примена, значи тие во иднина ќе бидат уште поексплоатирани од тоа што се сега, тоа е и целта, нели. Со таа цел Технолошко-металуршкиот факултет го организира надпреварот. Со нив можат да се изведуваат чуда буквално. Па би можело да се изгради дури и лифт до месечината со таквите материјали.
Една интересна тема која што моментално е актуелна и како што кажа Теодора, тие материјали во иднина ќе бидат уште поупотребувани, така тоа ни беше интересно да истражуваме, па се пријавивме и направивме успех. Има доста конкуренција, значи најдобрите од сите региони ќе бидат таму, така да ќе се потрудиме и се надеваме ќе оствариме уште еден успех за ова училиште. Основната цел на овие надпревари е да се популаризира науката и техниката и да се поттикне надпреварувачкиот дух и младите и средношколците, нивната иновативност и креативност.